Кралот Бен. Еден ден Бен играше фудбал со своите пријатели. Кога даде гол, неговите пријатели извикаа: "Браво, Бен, ти си најдобар, ти си кралот на фудбалот." На Бен му се допадна тоа. Таа вечер Бен сони сон. Неговите другарчиња извикуваа: "Кралот Бен, кралот Бен, ти не мора да правиш ништо, ние ќе правиме се за тебе." Кога се разбуди, Бен рече: "Јас сум кралот Бен", и нареди на сестра си Ана: "Намести ми го креветот." "Нема", викна Ана и побегна во другата соба. Бен отиде во кујната. "Јас сум кралот Бен", и подвикна тој на мама: "Донеси ми леп, млеко и овошје веднаш." "Да беше бебе со задоволство ке те нахранев", одговори мама. "Ама веќе не си." Кога дојде време за на училиште, Бен рече: "Тато, јас сум кралот Бен, заврзи ми ги чевлите." "Можеш сам да си ги заврзеш", одговори тато. Тој излета низ вратата. Сопнувајќи се од своите врвки, Бен тргна кон училиштето. Кога ја сретна својата другарка Джеси, тој и рече: "Јас сум кралот Бен, носи ми ја чантата до училиште." "Носи си ја сам како секој друг", одговори Джеси. "Кому му спотребал крал?" Таа потрча кон училиштето. Кога Бен стигна во училиштето, неговите пријатели играа фудбал. Дори се готвеше да ја шутне топката, но Бен ја оттурна. "Јас сум единствениот кој може да даде гол", рече тој. Бен даде гол, но никој не се радуваше. Неговите другари не рекоа ни збор. За време на училишниот ден, никој не прозборе со Бен. Тој беше многу осамен крал. Кога училишниот ден заврши, Бен тргна на кај дома. Се обиде да ја втаса Джеси, но таа трчаше многу брзо. Наеднаш таа се сопна и падна. Бен за момент заборави дека е крал. "Добро си?" ја праша тој Джеси. "Дај да ти ја носам торбата." Бен ја носеше торбата на Джеси се до дома. "Ти си многу добар другар", му рече Джеси. Пред куќата на Бен, мама носеше полни торби од пазар. Кога се обиде да отвори вратата, 6 портокали испаднаа од едната торба. "Јас ќе ги соберам", се понуди Бен и се наведна да ги собере портокалите. "Ангелче моје", рече мама. Ана изгледаше загрижено и тажно. "Што те мачи?" ја праша Бен. "Никаде не можам да си го најдам мечето", одговори Ана. "Јас ќе ти помогнам", рече Бен. Го најде мечето во својот разместен кревет. "Бен, ти си најдобриот брат на светот", рече Ана. Кога тато се врати од работа, воздивна: "Леле, колку сум уморен, едва и стојам." Бен му ги донесе влечките и му ги обу. Тато го гушна. "Ти си моето кралче", рече тој. "Јас не сум крал", одговори Бен. Таа вечер, додека месечината светеше низ прозорецот, Бен сонуваше прекрасен сон. Сите негови другари викаа: "Бен, Бен, Бен." Кога се разбуди, Бен реши: "Денеска јас не сум крал, јас сум Бен." Потоа истрча да си игра со другарите.